Што се случува со Chrysler? Во пресрет на својата 100 годишнина, некогаш славната марка остана со само единствен модел во понудата – моноволуменецот Pacifica стар 8 години. За екзистенцијалната криза во која се најде, првите луѓе на Chrysler го обвинуваат исклучиво претходното раководство, кога компанијата беше под италијанска капа. Како доказ за погрешната моделска политика и неинвестирањето во марката се наведува тоа што во последниве десетина години Chrysler имаше само два значајни концепта – Airflow од 2021 и пред тоа Портал од 2017. Плюс на тоа, марката беше позиционирана повисоко отколку што нејзините возила на вистина вредеа, скоро како премиум. Така, вистинското прашање сега е дали Stellantis по углед на своите европски ограноци ќе го ревитализира и Chrysler. Оптимизам секако постои, но тој може да биде срушен од желбите за брзо лансирање на нови модели на пазарот. Аспирациите укажуваат на можен електричен наследник на Chrysler 300, кој после 13 години живот лани престана да се произведува. Се очекува тој да биде наново замислен како производ кој ќе биде релевантен и доследен на визијата марката да се врати на позициите на кои многумина би сакале да ја видат. Но може би е премногу доцна за тоа, бидејќи продажбата на Chrysler во Америка лани застана на 134.000 возила, за разлика од Ford и Chevrolet кои пласираа 1,9, односно 1,7 милиони.